студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во ОСУ. Ослободување од вината побара адвокатите на тројца обвинети од групата на Љупчо Палевски за убиството на Вања и Панче. Ослободување од вина бара и адвокатот на таткото на Вања. Одбраната на Палчо ќе даде завршни зборови на следното рочиште. Ослободителни присуди за убиствата на Вања и Панче бара одбраната на обвинетите. Владко Кешишев се плашал од Палчо и му бил поданик, но не учествувал во убиствата, ниту во грабнувањето на Панче Жижовски. Неговиот адвокат бара да биде ослободен од убиствата кои му се ставаат на товар, а да одговара само ако има евентуална вина за грабнувањето на малолетната Вања. Бара судот да има предвид дека токму Кешишев, поради грижата на совест која имал, ја одвел полицијата докаде што биле закопани телата. Сметаме дека единствено она кое што самиот Кешишев потврди дека имал учество е во делот на грабнување на оштетената Вања Ѓорчевска. Сметаме дека и овде нема делови за нема основи за соизвршителство, а уште помалку за соизвршител во делот на убиство на Вања Ѓорчевска. Одбраната на Буре Видевски пак смета дека обвинителството не изнало никакви докази дека неговиот клиент е некако вмешан и во киднапирањата и во убиствата. Бара ослободителна присуда бидејќи целата истрага според него е политички монтирана и аматирски изведена, а целиот случај бил изведен како театар пред јавноста. Јавното обвинителство во сета оваа постапка се базираше само врз основа на предпоставки, само врз основа на конструирани изјави и само врз основа на изминено признание и на исказ на 20 од обвинетите. Велибор Манев пак да одговара само за киднапирањата на Вања и Панче, но не и за нивните убиства, бидејќи тој не знаел дека грабнувањата на крајот ќе завршат со убиство од страна на Палевски. Тој самиот признал, вели неговиот адвокат, за вмешаност во грабнувањата, но му укажал на Палевски дека Вања не е жената која требало да ја киднапираат и му посочил да ја пуштат. Имал предходно договор со другите обвинети, но немал умисла за извршување таков вид кривични дела, а инкримираните действија кои ги презел при извршување на кривичните дела грабнувања немаат елементи да представуваат основен придонес за извршување на кривичното дело убиство. Во неговите действија нема елементи пред законското битие на кривичното дело убиство и нема каузалитет помеѓу преземените действија, поради тоа што против овие кривични дела барам судот да донесе ослободителна присуда, кажа адвокатот на Манев. И Владимир Туфекџик, адвокатот на таткото на Вања, бара неговиот клиент да биде ослободен од вина, бидејќи обвинителството немало доблест да го повлече обвинението, иако немале никакви докази против него. Самиот јавен обвинител на 11 јуни 25 година во завршен збор кажа, цитирам, не постојат докази за поврзаност или комуникација помеѓу таткото и Љупчо Палевски. Следното рочиште завршни зборови ќе даде одбраната на Палевски како и сите обвинети. На минатото рочиште обвинителството побара доживотни казни за Палевски, Видевски, Кешишев и Манев, а таткото на Вања да биде казнет со соодветна затворска казна. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Од 1 јули стартува данското председавање со Советот на Европската Унија, а проширувањето ќе биде во нивниот фокус. Министерката Бјере, која престојува во Скопје, смета дека сега е моментот кој Македонија треба да го искористи, но остануваат обврските и реформите кои мора да бидат завршени. Моментумот е тука и ве молам да го зграбчите овој момент. И сега, со нашето предстојно председателство со Советот на Унијата, ќе ви кажам дека ние не можеме самостојно ова да го туркаме. Ние сме тука конструктивно да работиме со вас, со Северна Македонија, за да можеме заеднички да ги видиме каде можеме да напреднеме, во кои делови да можеме да го оствариме напредокот. И затоа сме денеска тука да ве поддржиме во овој напредок. Секако тој треба да биде заснован на исполнети реформи, на сите оние барања кои што треба да ги испорачате. Проширувањето на Европската Унија мора да се води исклучиво според копенхашките критериуми, објективни, мерливи и еднакви за сите. Во време кога процесот е изложен на притисоци и тенденции на билатерализација, токму овие критериуми се нашата заштита. Тие се потсетник дека европскиот пат не смее да се условува со прашање надвор од суштината на демократијата, владењето на правото и функционалната пазарна економија. Веруваме дека под лидерството на една кредибилна земја членка, како што е Данска, ЕУ ќе може појасно да го артикулира својот ангажман кон регионот и да покаже дека процесот е не само жив, туку и остварлив.
Се уште нема конечен договор за соработка меѓу Таравари и Ахмети. Тие двајцата посакуваат соработка, но има отпор кај останатите партнери во фронтот. Особено крилото на Села се уште не го простува тоа што Таравари првично ја напушти алијанса. Во меѓувреме, Европскиот фронт се уште е под притисок на владеачката Вреди за преземање на пратеници. Според информациите од Вреди, за ДП на Тачи веќе се чува место заменик министер во одбрана, а ОДУИ велат дека секоја партија одлучува сама за себе. Секоја партија, политичка партија, го има правото да одлучи за својата стратегија и своите постапки кои ќе ги преземе во следниот период. Цениме дека наредните денови ќе имате повеќе информации и ќе излеземе со јавни информации. Лидерот на ЗНАМ Максим Димитриевски, кој гостуваше во тема на денот во дневникот Носител, потврди дека во текст се разговори со ВМРО ДПМН за заеднички настап за избор на градоначалник во одредени општини. За Куманово Димитриевски има поддршка од коалициониот партнер. Да, разговараме интензивно, мислам дека ќе се постигне таков договор, не се работи само за Куманово и за други општини на територија на Македонија, но ќе се очекаме да се официализира. Ако веќе имате некаква начална поддршка, тоа значи дека ВМРО ДПМН нема да оди у Куманово со свој кандидат, да речеме, кои други делови, например, во општина Центар, можеби нема да оди со свој кандидат. Разговараме за поголем број на општини на територија на Република Македонија и не би сакал да шпекулирам во јавноста, сега дека тие разговори не бидат завршени, се работи за повеќе, не за една или две општини, туку за повеќе општини. Таму кај што сме постигнале најдобри резултати на председателските и парламентарните избори, сметам дека имаме апсолутно право и можеме и доволно политичка сила и поддршка од граѓаните да промовираме или да номинираме наш кандидат, а на крајот на граѓаните да одлучат. Доктори и здравствени работници да се паркираат надвор од кругот на клинички за да има паркинг места за пациентите. Ова е само едно од можните краткорочни решенија за сообраќајниот хаос на скопските клиники, што ги планира министерот за здравство. За кочени третманот на повредените од пожарот, целиот процес ќе го води министерството. Од каде ќе се координираат што е потребно, го добили барањето за итно вработување на медицински кадар во Кочанската болница. Паркингот, за жал, во моментот не е ни мапиран кај да се паркира кола, ќе почнеме од базичните инфраструктурни чекови активности, за да видиме точно колку паркинг места имаме внатре. По нашата анализа длабо која што ја правиме, ќе видиме колку имаме пациенти во кои што ги користат тие паркинг места, колку имаме вработени и после најверојатно ќе излеземе со решение, со некој оптимално решение, краткорочно уште еднаш. Ние како Министерство за здравство во фокусот ни се Кочани, но исто така да не заборавиме дека мора да ги обслужиме сите граѓани на државата. И итно ќе делуваме и во Кочани и во сите други здравствени установи, се со цел да може непрекинато да им се дават услуги.